Поздрав гледачите на телевизија Ирис, отворено на тема. Продолжуваме со сетот на разговори со представниците, деканите или продеканите на факултетите од Универзитетот Гоце Делчев. Намерата ни е јасна да го представиме Универзитетот Гоце Делчев и посебните факултети со нивните програми, но и со прашања до професорите, до деканите кои се овде присутни. Се разбира, кога веќе се во студиово, интелектуалците мора да имаат своји ставови за темите за кои што се експерти. Оно што како народ и како држава недостасува, тоа е зборот на оние кои си го знаат занаетот. Премногу политизираме и премногу луѓето со хоризонтално политичко образование донесуваат одлуки. Но тоа ќе го ставиме како тема за другите декани од општествените науки. Една од факултетите на овој универзитет започна некако срамежливо и тоа од самиот почеток. Имаше многу приговори дали на Македонија е потребен уште еден музички факултет, дали е потребна уште едно место каде што ќе се образуваат музичари и така натаму. Една јасна дискусија во која што се сеќам јас тогаш професорката Стела велеше да се обидиме како малечко дете, да го подраснеме малку, резултатите ќе додат после 10-15 години. Бидејќи овде се работи за талент, кој треба со упорност да се избруси како дијамант, да стане времен репрезент на една култура. Јас се сеќавам на незината изјава за телевизија Ирис. Еве сега јас имам шанса да разговарам со продеканот за настава, професорот Јаневски, кој ќе ни каже кои се сите тие измени што досега настанаа, кои се проблемите, се разбира, но и што е тоа што го нуди факултетот за музичка уметност при Универзитетот Гоце Делчев. Професоре, мора да започне вака со една реминисценција историска. Се сеќавате на оваа изјава на тогашната деканка и токму за телевизија Ирис, кога се спротистави на многуте гласини дека не е потребен факултет во Универзитетот Гоце Делчев или музичка академија од оваа бранша. Да, значи јас сум уште самото прво поздрав до гледачите. Ни е многу драго што сме денеска тука во вашата емисија. Јас сум од самото основање на универзитетот, од самото основање на тогашниот факултет за музичка уметност, па потоа музичка академија. Хронолошки можам да зборувам за многу години наназад, затоа што бев и во средното музичко образование, го познав средното музичко образование во Скопје, средното музичко образование тука во Штип или воопшто во градовите, а тоа е во Битола или во Тетово и во Струга и во Охрид. И целото еден континуитет на студенти кои заминуваа или се запишуваа на музичката академија во Скопје, односно факултетот за музичка уметност во Скопје, ќе може да забележиме дека голем дел до 2007 година наши кадри, многу добри кадри, заминуваа во земјите во околината само за да може да се запишат на музичка академија, односно да може да се образуваат музички. Зашто е тоа така? Заради тоа што политиката на тогашната академија во Скопје или воопшто политиката беше дека треба еден мал лимитиран број на музичари да се запишуваат. Но да, на тој мал лимитиран број пак ги уназадуваше можеби оние исто така талентирани млади кадри, млади деца кои го завршуваа средното образование. И навистина тоа така се случи. Од формирањето на Универзитетот Гоце Делчев, па еве до денеска, ние имавме 3 студиски програми кои ги променивме, кој е нормално, значи е нормално да постои некаква еволуација, нормално да постои нешто што ќе се развива. И тогаш што се случуваше во самото формирање на Универзитетот Гоце Делчев покрај стандардните музички програми, односно студиски програми како што е музичка теорија, педагогија, како што е соло пеење, пијано или вокално-инструменталниот, односно инструменталниот оддел, тогаш во тој момент за прв пат се отворија студиските програми за етнокорологија и студиската програма за џез музика. И у суштина, можеби од тие студиски програми најмалку се очекуваше, но највеќе се доби. Зашто тоа? Заради тоа што продукцијата на тие две студиски програма и воопшто продукцијата на целата музичка академија се создаде дека навистина имало огромна потреба. Само да кажеме дека наши студенти пропратуваа низ цела Европа, значи нашите студенти на музичка академија, дури студенти од етнокорологија покрај цела Европа, тие беа и на 2-месечно патување и концертна активност и концертни турнеја во Јапонија. А тоа укажува на фактот дека за само неколку години, за само 5 години, музичката академија покажа навистина голема продукција. Во однос на тој континуитет пак на дипломците,
може исто тука да се гледа дека на почетокот со студиските програми беше во студиските програми не беше ставено да тие имаат и дипломска работа. Од 2013 до 2014 учебната година на сите студиски програми се вметна како државен закон да морат сите студиски програми да имаат дипломска работа. Со тоа што пак уште толку се официализираа работите, дека секој студент кој ќе го заврши последниот испит треба и да одбрани дипломска работа која ја покажуваше се поголемата и поголема професионалност и на кадарот на наставничкиот кадар, но и на кадарот на бидејќи се работи за специфичност, за уметност се работи. Што се дипломските работи, професоре? Дипломската работа најчесто се практика, значи свирење, односно пеење, односно зависно со студиската програма, но често пати се тука и истражување. Или студиската програма по музичка теорија и педагогија покрај предметите кои се поврзани со хармонијата или со композицијата или со музичките форми, каде што студентите може да дипломираат, тие може да дипломираат и на народните инструменти, но може да дипломираат и на хорското пеење, односно хорското диригирање. И добиваат, нели, диплома која е со назив музичар теоретичар, дипломиран музичар теоретичар, но дипломата се надоградува со хорски диригент или со изведувач на народни инструменти. Но исто така студентите од етнокорологија можат да практицираат, односно да истражуваат на теренот и цел тој архивиран материјал кој го истражуваат во текот на 8-те семестри, односно 4-те години, пак можат да го искористат во дипломските работи. Исто тоа се случува и со вокално-инструменталниот оддел, каде што студентите од соло пеење самите на самата дипломска пеат, односно инструменталците свират или пијанистите, како што се на студиската програма по пијано, можат да свират. Професоре, да ги представиме студиските програми, а јас ќе си дозволам на себе како новинар и како граѓанин на Република Македонија да ви поставам уште неколку прашања поврзани со секој од овие студиски програми. Еве, колку студенти ќе се запишат очекувате оваа година, колку слободни места имате? Значи, нас слободни места од прилика имаме од 45 во на редовна, во зависност како се запишуваат, вонредни или редовни. Од 45 до 65 места имаме слободни. Во просек, во прва година, некаде не се запишуваат до 50 на студенти. Со тоа што таа е една огромна бројка и најчесто на сите студиски програми се исполнуваат местата. Сега, тука знаете како кај нас секогаш постои една класика кој има студиски програми или инструменти кои се доста барани, тие места често пати се исполнети, да речеме како што се пијано или како што се инструментите кларинет или обоа, флейта, тоа се предмети кои се почесто барани. Потоа студиската програма по музичка теорија и педагогија исто така е најчесто исполнета. Студиската програма по етнокорологија примаме 10 студенти, најчесто се студенти кои се исполнуваат во првиот или во вториот уписен рок и веќе во третиот уписен рок запишуваме студенти кои се со кофинансирање. Професор, да почнеме од студиските програми. Еве, да речеме од вашата, како таму каде што најмногу сте стручни. Кога кажеме етнокореографија, нашата представа е дека се работи за фолклорни друштва, во кои што се негува традицијата и сето тоа се презентира во Македонија и во странство. И од имаме една низа на критики дека оде науката, тоест вие ќе мора да си го каже своето, затоа што не можеме постојано етнологијата да ја музичкото наследство да го представуваме како екзотично наследство што ние сме го зачувале, па се заинтересирани како на туристичка манифестација. Сепак тоа е уметност која живее и која се надоградува, се модернизира. Ке зборуваме за другата програма, па ќе го кажам и своето мислење. Сепак мора да биде прифатливо за новите генерации и за пошироки аудиторија, да не бидеме тамо екзотичност, само екзотично. Бидејќи џезот у најширока форма на дефиницијата ги вклопува и овие форми. Вашето мислење? Знаете како, вие ми отварате една многу голема тема, тема која е навистина многу комплексна, тема која се провлекува веќе 70 на години, тема која е можеби секогаш маргинализирана, а од друга страна пак секогаш во зависност од тоа каква потреба имаат, да кажам, па ајде можам туку и политички да кажам, па наеднаш станува актуелна. Традиционалната култура или воопшто музичката традиционална култура, вклучувајќи го тука народните инструменти, народното пеење, народните ора или народната носија,
често станува белег и презентер на нешто што е национално, нешто што е македонско, па дури или од соседните наши, балканско. Модерно е денеска јужноевропско, да се каже. Ето така. Но, за жал, ние во Македонија некои работи се случуваат уште многу поодамна. Значи, еве, јас пак морам да правам цело време паралели, да се вратам назад во 19-тиот или можеби во 18-тиот век. За Македонија во 18-тиот или во средината на 19-тиот век била карактеристична сосема друга музика. Се случува, значи, во крајот на 19-тиот век да се појавува едно поинакво национално чувство, и тоа национално чувство, односно, во дадена ситуација да слабее црквата, но затоа што до 18-тиот и 19-тиот век музиката ја држала црквата. Така, единствена форма за културно покажување. Да, тука била византиската музика, зборуваме мислејќи на музичките инструменти. Народното пеење кое било во народот, било сосема поинаков тип на пеење. Но што се случува? Како слабе е црквата, така некои од инструментите, како што е канонот или како што се утот, кои се прикажани, како што ви кажав порано, во црквите уште во 11-тиот, 12-тиот век и 13-тиот век, а тоа се Лесново, Лесновскиот манастир, имаме такви примери исто во цркви кои што исто познати во Македонија, се случува да голем дел од музичките инструменти замрат, се изгубат и во почетокот веќе на 20-тиот век навлегува европската култура. Со навлегување на европската култура во Македонија се прават огромни промени во музичката култура, во музичката традиција. И тогаш дури пеењето се променува, она старо селско пеење дури некаде се заменува со поинакво градско пеење, пеење во терци, односно пеење под влијание на Европа, и во Втората светска војна, после Втората светска војна, веќе во нашата македонска традиција се случува, но и на пошироко на Балканот, се случува еден нов тип на влијание, а тоа е веќе руската школа. Како навлегува таа руска школа? Веќе тука фолклорните ансамбли се спремаат за параден фолклор. И се губи традиционалната култура, се губи традиционалниот контекст, него се добива еден поинаков се нарекуваше след. След, така познати тие слетови, кои тоа беа паради кои требаше да се помине на улица, да се покаже дека светот е среќен, дека луѓето се среќни, дека треба да ги избришеме опинците, дека тоа пеење е селско, дека тоа тие носи се неубави, дека тоа не личи, тоа се одеше на некакви акробации. Тие акробации кои доаѓа најчесто од таа Мојсеова школа, односно Мојсеовото учење, односно Мојсеовиот балет. Се внесуваат едни нови форми и сето тоа завзема еден голем простор се до формирањето на Универзитетот Гоце Делчев. Како ние го формираме овдека Универзитетот Гоце Делчев, покажуваме дека нашата македонска традиција, не вклучувајќи тука дали екзотика, некогаш таа може да се гледа како екзотика, некогаш може да се гледа како тотално едноставна форма. Но, каква и да биде, ние како македонци, без национален пристап, мораме да ја сакаме и да ја почитуваме. Ние мораме да сватиме, не ние, и дурите сите соседни земји, веќе како го по студиските програми на Универзитетот Гоце Делчев се случи дека сите, ама тука мораме да скокаме малку, за ви кажав, ова е многу широка тема. Што се случи? Многу актуелно. Ние, Универзитетот Гоце Делчев, годинава и од претходните години, само единствено ние, и покрај тоа што во Белград, во Загреб, во Сараево постојат студиски програми по етномузикологија, студенти не се запишуваат на тие студиски програми, доаѓаат се запишуваат во Универзитетот Гоце Делчев на етнокорелогија, затоа што суштина студиската програма по етнокорелогија направи форма да тоа студентите да можат да изучуваат и практична и теориска настава, но и презентерска работа. Значи не е денеска ние само да направиме една анализа на песна или анализа на игра. Не, таа ние вистински мораме да знаеме, ако сте вие етнокорелог, мора да знаете и да свирите, мора да знаете да играте, мора да знаете и да пеете, мора да знаете и теоријата, мора да знаете и праксата. Сето тоа кога ќе го склопите, вие можете презентерски да го прикажете на сцена. Тоа е зачувување на македонската традиција. Знаете зашто професор ви го поставам ова прашање? Ние често можеме да го видиме, тоа е еден пример, јас ќе ви кажам, еден од му заборавам името, бидејќи тие монголците имаат изрази, имиња, карактеристики за нив, свири на еден нивен карактеристичен инструмент, долга цевка, пушта некакви звуци за кои што јас и со сета сила не може да кажам дека е музика, но како гост на светските концертни сцени е распродаден до 2025 година. Сега, размислуваш зошто тој во Олимпија или Ројал Алберт Хол би свирал,
ако не е екзотика, нели, за британските сладокурци, или е прифатлив како музичка форма. Тогаш ние, еве, ви велите на етно кореографија работите како професори и научници, формата на тоа што го наследуваме да биде приемчива, прифатлива за 21. век. Можно ли е таква промена на сето ова? Знаете каде мораме да бараме промената? Мораме да бараме и да гледаме во континуитетот. И абориджините, ако се племе кое се на губење, се имаат континуитет. Значи, ако покрај тоа, нели, како се создава австралискиот континент, како навлегуваат тоа европско или било како американско население, сепак абориджините живеат во еден затворен простор, живеат во простор каде што треба само тие да бидат, но сепак музичката култура останува на абориджините. Сега, истото и тука, но тие имаат континуитет. Кај нас во Македонија е прекинат континуитетот. Ние, ако вие за тој дувачки инструмент ми кажете, јас исто ќе ви кажам за жичениот инструмент кемана. Од Штип, од Исти Бања, значи источниот дел на Македонија. Од Исти Бања па се до Крива Паланка, еден таков источњачкиот простор, се живее шопско-македонското етнографско население. За шопско-македонската етнографска целина најтипичен, најкарактеристичен инструмент бил кемането. Ние денеска, ако некој повозрасен човек го најдете на терен да свири на кемане, ние последните 10 години се радуваме на тоа. Но пред 10 години беше срам ако некој свиреше на кемана. Во минатото, ќе се вратиме пак назад во 19-тиот век и почетокот на 20-тиот век. Дали ќе го земеме пределот Пијанец, дали ќе го земеме пределот Дурачка река, дали источен дел на Славиште или Радовишки шоплук, тоа се население каде што живеело шопско-македонското население. Од Софија. Така, не македонскиот шоплук е сосема нешто друго. Софиските шопи се пак сосема нешто друго. Аспекти на носијата, тука ги гледаме говорот и многу други работи. Не зборуваме за она население кое е шопско, кое живее во околината на Ќустендил. Тоа е македонско население. Тоа се луѓе од Паланка и да. Исто не зборуваме за населението кое живее во Благоевград. Тоа е пак македонско население кое од Пијанец или Малешевско, како што е селото Двориште, да кажем. Од оваа страна, пак од друга страна гражданските села. Се тоа шопско-македонско население, кој ги има обединувачки фактори во говорот, во инструментите, во архитектурата, во многу работи. Например, ќе се вратам на инструментот кемана. Во минатото до некаде 20-30 години во 20-тиот век, срамота било во семејство, во домот да нема кемана. Свирале или не свирале било кој на кемана, на ѕидот морало да стои кемането. Многу специфично за тој инструмент кемане е покрај мажите што свират и жените. Ние денеска сосема изгубен тој инструмент. И како информација го нема. Да, сосема изгубен инструментот, сосема изгубен репертоарот на тој инструмент. Само заради тоа ние не може да го имаме континуитетот да кажеме дека е тоа наше, македонско. Ние до пред некоја година ви кажам, јас не само за источњачките, јас имам истражувани из цела Македонија. Во многу ситуации, јас ќе ви кажам еден пример, за да кажав е многу широка тема. Да, ќе разговараме за другите. Да, например, имаше до пред некоја година, имаше етнички предели каде што се уште жени одеа облечени во народни носии. Семејствата кај што живеа жените не ги пуштаа да излезат од дома зашто беа срам на семејството. Така. Тоа е погребно многу за нас. Тоа имате во академијата, го имате еден од врвните гитаристи од Македонија, кој заврши на Беркли, тој е сегашниот декан. Имаме една Тони Китановски, да не забораваме да го кажеме професорот, имаме една друга ситуација. Од Македонија има само две лица кои дипломирале најрепрезентативниот факултет во светот, тоа е Хаџиманов и Китановски. Китановски е професор кај вас, ја знам дека доаѓаше неколку пати оди и Васил Хаџиманов. Од друга страна, факултетот го има и професорот по пеење, светски познат баритон. Овде го имаме нашиот Илчо, штипски речено Јовановски армоникаш. Сето тоа дава една основа дека сите овие успешни луѓе во своите инструменти, во европски рамки може да пренесе знаење. Еве, вие со вашите големи знаења околу ова, очекувате ли дека ова ќе донесе раст на културното рамниште на Македонија? Ово прашање ви го поставам, бидејќи една држава мора да има нешто со што се идентификува. Сега е модерно да кажуваме идентитет, ама идентитетот е токму ова. Колку сме препознатливи во светот на вкусовите денес? Вашата мислење? Да, како што кажате, од Беркли ни доаѓаат двајца професори, односно Васил Хаџиманов, кој тој живее во Белград, но доаѓа тука и предава на Универзитетот Гоце Делчев на Музичката академија, кај нас тој предава джез пијано.
и нашиот декан, професор магистар Антонио Китановски, кој предава джез гитара. Како што кажав за етнокорологијата, исто тоа ќе се повторам и со студиската програма по джез музика. Студиската програма се повеќе и повеќе привлекува студенти и се повеќе и повеќе привлекува странски студенти. Зашто е тоа така? Заради тоа што воопшто на балкански простори ние сме единствен факултет каде што постои студиска програма за джез музика. И тоа е една огромна работа, ама меѓу другото пак за овие 10 години се покажа дека на вистина таа студиска програма и другите студиски програми со нивната концертна продукција на вистина постигна многу. Мене ми е многу драго што Антонио Китановски ни е декан, мене ми е многу драго што доаѓа од една институција каде што може да ни пренесе едно поинакво искуство, но сето тоа искуство, како што еве го спомнавте и професорот Илчо Јованов, тој е виртуозен и познат хармоникаш во Македонија, но пак од друга страна тој покрај предметот солфеж кој го предава на нашиот факултет, тој предава и модул на етнохармоника каде што студентите ќе можат да го изучуваат и тој инструмент. Професоре, повеќе половина час се разговараме, знам дека би одзела од време, а меѓутоа темата е толку интригантна што ќе мора да организираме уште еден разговор ваков. Наша задача како новинари е да ги поттикнеме дискусиите кои се многу важни. Не можеме да одиме по улица и да се жалиме постојано на состојбите околу нас. Треба да предложиме и решенија, а тоа сте вие, научниците. Прифаќањето на културното, музичкото наследство, негова верификација и представување на светот е задача на секоја генерација. Јас како што гледам дека успешно го правите ова, благодарам што бевте мој гостин и се надевам дека овој разговор ќе го продолжиме. Ви благодарам многу. Поштовани гледачи, ова беше мојот разговор со продеканот од Музичката академија од Универзитетот Гоце Делчев. Имам уште многу прашања, но така е со научниците и со уметниците. Уметноста не може да биде на пазар. Само ќе ви кажам една реченица која 40 година Антони Ида му е поставил на големиот Черчил, му рекол председателе да ги намалиме трошоците за било која културна активност во Британија затоа што ни треба за оружје. Он тогаш му одговори, па што ќе браниме? Така рекол големиот Черчил, јас не сакам да го коментирам. Благодарам за вниманието, се гледаме во новата емисија Отворено на тема.